По изминатата средба на министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, оризопроизводителите во општина Чешиново-Облешево задоволни во однос на заедничките решенија. Остатокот на ориз од изминатата година се договоривме да биде откупен, а цената да биде реална, вели земјоделецот Стојче Ташовски и едногласно додава дека цената на истиот пак за оваа година треба да биде 50 денари. По средбата извршена со министерот за земјоделие господинот Цветан, имавме добра средба во која се најде заедничко решение останата арпа од оризовата култура што е за лани да биде исто откупена, меѓутоа се договоривме цената да биде реална до некаде, да не почне да паѓа како што имаше сега овие денови вртоглаво паѓање, дури до 25 дојде, се задржа негде на некоја цена минимална 35. Ние имаме поголем проблем сега со наводнувањето, така да речено, околу тој дел. Повише водата терат ја во Светениколе, тука сега оризо е во она зрелост каде што треба најмногу да има вода. И тука дојдовме до заклучок дека културата ориз за оваа година ќе треба минимално 45 па нагоре и 50, за да може ние да најдеме некоја математика, така речено, земјоделците да може да обстанеме. Младите си заминуваат или пак воопшто не се занимаваат со земјоделската култура, бидејќи не е исплатливо, вели Ташовски, а тоа се сведува на фактот дека тие се меѓу последните кои се занимаваат со оваа дејност. Оризовата арпа е култура која може да стои најмалку 2 години, не би кажал 3, ама 2 сигурно може да стои во спротивно со другите култури што не трпат стоење, така да ако се добро складиште на добри услови може да стои 2 години, ама нема интерес никој да чува арпата 2 години. Посебно земјоделците кои екзистираат исклучиво од земјоделието немат интерес да го тоа направат. Блоковите празни ќе останат не само од цената, од кадар што не може кој више да ги работи. Ние гледаше, ние сме веќе околу 60 години тука и не може млади генерации нема веќе, многу малку има. И ако не дадат некоја цена приступачна, младите и на овие цени нема да дадат, камо ли да имат. Тешко ќе биде тоа. Тој дел е многу тешко. И со тоа што последниот пат на средбата ни го кажа, ние како земјоделци имаме надеж во тој дел, бидејќи досега се што обеќаш како министер скоро да извршим. Сега за 2-3 месеци ќе почнеме со жетва, мислиме дека ќе најдеме заедничко разбирање околу цените и со откупувачите и со министри се да може земјоделието да си го најде неговото место во производство и во државата. Бидејќи неопходно е производството на храна во државата. Ако не произведуваме храна, ние нема да имаме веќе и држава, без разлика на сето друго. Она што останува понатаму како прашање е дали после деценијски период ќе има кој да ги обработува нивите и дали младите ќе останат во државата, имајќи во предвид слабиот откуп на оваа гранка.